Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи. Добар ден и денеска од Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Дракче. Ве поздравуваме вас, па каде и да не гледате и со кого и да не гледате, бидете ни здрави, живи, среќни, насмеани. А ние сме тука и денеска да ви причиниме 30-минутно убаво шоу. Ке сготвиме нешто и ќе пееме, ќе ви биде интересно, останете заедно со нас. На самиот почеток ги поздравуваме пријателите, поздравуваме пријателите на емисијата, кои што се постојано со нас и затоа поздрав до нашите пријатели од Стокомак. Да погледнеме дел од производите кои што ги имаме овде, но поголемиот дел на производи, вие, драги мои пријатели, ќе си го пронајдете во големите маркети на Стокомак ширум Македонија. Навистина изобилуваат со голем број на продукти, па затоа за секој вкус може да се најде. Да ги поздравиме Стокомак и за новата линија на продажба, така наречена Македонка, налепници во црвена боја Македонка залепени на посебни рафтови во Стокомак. Токму таму на тие посебни рафтови ќе ги пронајдете македонските производи од македонски производители. Купувајте македонски производи, со тоа ќе ги стимулирате македонските производители и како што сакам да кажам јас, на здравје на вас, а берекет на производителите. Поздрав до нашите пријатели. Ајде да ги поздравиме и нашите пријатели од мини трговскиот центар МОС, се за домакинството, апарати и се за домакинството, каде што навистина можете да најдете се што вам ве интересира. Како што сакам или милувам да кажам јас, од една обична простирка за пред врата, па се до најексклузивните лустери и светилки за вашиот дом. Внатре можете да си најдете се што ви е потребно и за украсување, но и за готвење и за сервирање на вистина убави сервиси. Затоа си ги поздравувам нашите пријатели од мини трговскиот центар МОС. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од ПК Беско. ПК Беско, познати по сувомеснатите производи со ненадминлив квалитет. Ако не знаете што да одберете, одберете ПК Беско. Кој да го одберете од нивните производи, нема да погрешите, но сепак тоа е до вкусот. Сепак, реков, секој си има засебен вкус. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од ПК Беско. И време е кога треба да направиме еден специјалитет кој што ќе биде брз, кој што треба да биде многу вкусен, но и распеан. Јас обично сакам овде, кога тавчето ми е на шпорето, да има песна. Овој пат имам навистина убав гостин, пријатен и за слушање и за гледање, го бидува и за композирање, значи знае да композира убави песни, композитор е автор на повеќе песни, милува да ги прави детските песни, но и за возрастните, свири убаво хармоника, сајзер, но денеска само ќе ни пее и готви. И тоа ќе пее најсилно што може. Нашиот Саше Николовски. Добре ми дојде. Здраво, Дракче. Како си ми? Добре ми дојде. Добро. Ќе требаше со тебе, кај тебе секогаш со сите инструменти ќе требаше да ги носиш, па што ќе правевме? Можевме тука да ставаме. Сајзером повели од оваа страна, затоа што денеска ќе ни бидеш и во улога и на готвач и ќе правиш еден твој умилен специјалитет, па, да, така кажа ти. Пред се да прашам како сте? Добри сте? Па добри. Добри. Одлично, време од надвор е супер, не е уште топло, дома се сите супер слушаат. Така, јас чекам да имам гостинки две за крај. Тука се добро. Нека биде така. Што се подготвува во музичката кујна кај тебе? Па, некој фестивал летово. Така. Една песна што ќе иде, се таа е првата, втората беше преклана и се ова е третата. Така, нешто интересно од тебе. Па интересно е тоа што сите песни планирам да бидат за Драги и за Стојанка. Тој Кумановскиот Тумба фест, ајде да го најавам ја. Така вика, Стојан и Стојанка се таму. Драги и Стојанка и планирам да направам 8 до 10 песни и седето да го крстам Драги и Стојанка. Браво. Ајде, нека биде. Тавчето го подготвив, треба да ставам масло, а ти рече пилешки стек со карфиол. Тоа е твојот омилен рецепт. Кога се слушнавме, кога се договоривме, баш тоа го правиш. И на деца во им викам добре, па добре.
Нели, кога се слушаме, што преш готвам. Готвам. Ја да почнем, така? Колку масло да додадам? Малку. Малку масло. Јас сакам да асистирам и да те подпрашувам. Ако. А ти вака со овој нож изгледаш како месар прав. И ако ќе бараме песна од тебе. Сакам да си готвам. И пошто цело време сум по ресторан и ако нешто не ме е јасно, си ги прашувам куварите. Убаво, тоа значи нема да бидеш гладен никогаш. Па нешто не ми е јасно, јас си прашувам луѓе како е тоа. И сега све ми иде, само да ти кажам, морското не ми иде. Односно, шкампи, октопод. Не, ја го сакам, ама не знам да го... Тука се подготвуваат навистина убави специјалитети. Колегите ги обожуваат, ама има луѓе кои што се мајстори пак за... Има таму некои... морските специјалитети. Некои финеси, они ми ги кажа, ама треба да пробам. Подолго време да се вежба, така ли? Треба да пробам. Ми кажа некои финти како да биде меко. Чекам сега да го поставиме месото, а кога ќе го кршиш карфиолот, ќе бараме песна. Може. Така. А што не го... Добро. Така, тоа се подготвува Тумба фест, таму здравје Боже во... Хумористичен фестивал. Па да. Мислам, фестивал на хумористични песни. Па да. Интересни и забавни. Па, знаеш, кај нас имаме и фестивали, имаме и све, ама само овој ми е некако така хумористичен. Интересен, така. Малку ми излегува од оние, како да речам сега... Стереотипни работи? Да. Не, ова година морам да кажам, сите што ни дојдоа гости се пофалија дека се врати светлото на Валандовскиот фестивал, онаков како што го познаваме. Така и треба. Со звучни имиња, но и со млади таленти, нови таленти на естрадата и ете радост за нас. Нека биде и убавината на естрадата. Абе, мора едно по едно ќе си дојде, ќе си исплива на површина све. Ќе си дојде на своето место. Ајде, колеги, да ја слушнеме првата песна. Веќе пред крај со ножот може да пее, Саша. Нема да ја. Тука, затоа што многу е интересно кога ние со ножевите играме. Да појду свугде си го воду, од јутро до пладне и кад падне мрак, и старо и младо врти се по њума, затој си го воду мирна ми е душа. Млада жена, старо авто, никад не зимај, очи ќе ти биде впуни, а новчаник празан. Почна да се тешу и сам да си збору, што ти вреди баре, драге, без твоју стојаку. Млада жена, старо авто, никад не зимај, очи ќе ти биде впуни, а новчаник празан. Почна да се тешу и сам да си збору, што ти вреди паре, драге, без твоју стојаку. Стојанка оќе на море да го воду, а многу е згодна, сви јунќе гледав. Тежак ми е живот с моју стојанку, сви ми завидујев, а ја муке влечу. Млада жена, старо авто, никад не зимај, очи ќе ти биде впуни, а новчаник празан.
Почна да се тешу и сам да си збору, што ти вредив, баре драге, без твоју стојаку. Млада жена, старо авто, никад не зимај. Очи ќе ти биде впуни, а новчаник празан. Почна да се тешу и сам да си збору, што ти вредив, паре драге, без твоју стојаку. Што ти вредив, паре драге, без твоју стојаку. Што ќе беше ако беше стара кола и стара жена? Уште потешко. Абе, машки маки се тоа, луѓе. Пари за двете работи требаат, и за млади. Ова е жива вистина, оваа песна. Точно. Вистина е, имаш напишано. Јаден драги. Баш јаден драги. Добро, додаваме сол. Па не многу, Добро. затоа што сол се достава, Така е. ама не се вади, а не се сите љубители на солена. Убаво си пражило. Да, одлично. И што најмногу спремаш вака кога си дома? Или што ќе ти текне? Како викаше Цане Петров, кога ќе сум гладен, што ќе ми текне? Што ќе ми текне и што е најбрзо у фриждер кога ќе отвориш? Најбрзо нешто. Што е најбрзо? Овака дома, обично јас сум манџи, чорби, месо, а сопругата е благо. По благото. И месеното. Па се знае, браво. Браво. Така да поделени се тие работи. Кога ви се јаде месено, знаете од вечер да гласате, така? Утре кој е? Кој А да не е постојано тоа сакаме месено. Па јадеме често, искрено јадеме често и откако ќе се најадеме ќе речеме абе многу месено јадеме, многу често. Знаеш кај нас како е работата? Која ќе каже мојот Стефковски, женче, ја да исчистам малку праз и веќе знам што е работата. Ај, тркни, исчисти празот. Па искрено... И баба Драгче ки си меси. Искрено со праз, мене ми е највкусно. Да. Не знам зашто, ама празот си дава свој шмек. Па не, навикнати сме ние. Не е навикната. Да, посебно нели си. Дава шмек. И кај тебе така ја, си викаш, ајде празот да го исчистиме. Кај нас само помалата ќерка се буди, ама ќе ја научиме и не за да јаде. Така ли? Да. Па добро, сега тоа е до вкус, нели, не можеме да ги убедуваме луѓето Не, кои што дефинитивно силно, тоа дека не присилно. може, ама мене за со прас ми е најубаво. И зелник, и комат, и тегнато, и све. И кога го ставаш Секаква карфиолот, комбинација. тука ми е интересно ова, бидејќи Па пошто карфиолот не му треба многу исто и на брокулата, да. малку да овари, уште една минутка ова ќе Не, го го ставиме да биде гледам добро, поиспорено. месецето е убаво, него прашалник ми беше карфиол, не спремале до сега вака пилешко со свеж карфиол, обично со мрзнато. Што му треба само на него 3-4 минути таман ова дека се Добро, го да испржи. се Од самата вода што е што ќе ја го обари пушта, него. така, добро. Добро. Пошто нели се трујам баш сега Ако нешто сакаме мајсторски да го прочитав дека и- во основа Да. околу 3 минути му треба на карфиолот на брокулата за да остане нешто хранливото во нив. Хранливото во нив. Добро. Ајде твој рецептот. Баш да видиме како и што ова ќе биде. Па не, ова имаш А и мораше ли вака да биде крупно или можеш и поситно? Па знаеш, ако е поситен, Јас морам да прашувам ако е сега тука. поситен, па ќе се распадне. Ќе се изгуби, мислиш, во самото? да. Добро, ете А се кога ќе си го прашувам. ставиме, ќе си се обари, он после павлаката кој ќе ја додадеме уште 2-3 минути И ќе си биде добро. и ќе си биде одлично. Кажи ми сега, бидејќи ти ги компонираш песните за твоите девојчиња, Да. ќеркичките, Па до сега, има ли нешто да. ново? Јас има една песна што многу ја сакам, бидејќи нив ги сакам и ги знам од мали. Една многу убава песна и сакам да те запрашам како дојде на идеја да се направи една убава песна за мајка. Вака таа некаде излеза недела дена пред 8 март Така? годинава. Ова година, затоа многу брзо. Годинава. Да. А почнав да ја работам некаде можеби месец дена
пред 8 март. Така ти дојде во умот, викаш, ајде да се направи како благодарност кон мајката, затоа што една е мајка и единствена. Една е мајка и ми се чини дека го спомнавме тоа у муавет со тебе. У последно време мајка е само збор. Не, почитувањето мислиш се изгуби така? Се изгуби така? почитувањето, се изгуби мајка е институција. Точно, убаво го кажа. Институција е мајка и обично кога работиме песни, мада сега кога почнам да ја работам, сопругата не знаеше. Сакавте да изненадите Да, она ме гледа мама. нешто си чепкам ја на клавир. Ама таа ви е многу голема подршка на сите вас Си пеам у тројца. себе и не кажам. И прво децава знаеа, значи викам обично со нив, ај викам да пробаме како и знаеш си почнуваме едно по едно. Прво строфата, па рефренот, на краја на жванот за да видиме што, каде, како. И обично бирам теми Ама за... ве улови, Тинче, не? Не знаеше, дури кога ја направивме така, кога више се знаеше што, како и на клавир седнуваме и ја отпеавме. Викам, ај се погоди насловот како имаме сега, се мисли насловот. Так. И се смеевме така едно Така е. 50 минути ја држевме Во неизвестност. неизвестност. Аха. И после кажавме дека е насловот мајка. Одлично. Одлично. Сега нема да ја слушнеме мајка, ќе ја слушнеме другата песна, која што Сашо ќе ни ја отпее тука, додека му крчка карфиолот заедно со месото. Он полека си се Полека, крчка, а ти месото пее си се... весело. Ја весел сум секојаш. Весело пее. Ајде една, само за мене, песна запејте, уште вечерва, ерген јас сум, утре недела, свадба права, ќе ја земам, мола десмина, свадба огнинска, ќе направиме сета рода, ја поканивме пете свирачи, стари другари, уште вечерва, ерген јас сум. Уште една тура од мене, вино налејте, сакам вечерва, да ве почестам, зори рано, со сватови, ќе ја земам, лична десмина, свадба огнинска, ќе направиме сета рода, ја поканивме пете свирачи, стари другари, уште вечерва, ерген јас сум, свадба огнинска, ќе направиме сета рода, ја поканивме пете свирачи, стари другари, уште вечерва, ерген јас
Саше, децата би ти рекле е шипки ерген. Па не, со више на Не може, 15 веќе години. шипки ерген. Песната е убаво беше, отпеа да ти кажам. на Охридскиот фестивал. Убаво беше кога бев ерген. Ама сега уште побаво. Да, сега уште побаво. Сега си цар. Имаш 3 принцези дома. Немаш Има гајне. мука, драѓе. Има мука, драге. Добро. Да се нашалиме. Дај ми ја мене да ја повлечам. Ете така, сега треба да крчка со Да, нека се крчка некоја павлаката. минута. Добро. И таман ќе се обори уште малку. А Не потоа ставивме додаваш сол. сол додаде, но кари не си Да, и ме чуди зошто во овој рецепт ти рече дека ти е потребно путер од кикирит. Една лажичка, И заради некој посебен шмек или па шмекот е посебен и Аха. пак ќе речам по кафани. или ти е мода. Не. Мода ли? Добро. Шмекот ми е не многу, нема да се осети многу, а ќе даде Почна од мејаните фраер да стануваш човечко и по Абе, не сум ја крив. Не сум ја крив. Нови рецепти, вика. Другарите ме научија, другарите. Добро. Таков ми е късметот да бидам по Добро. кафани. Добро. Само морам да го размишлам за да се... Ајде, размешај го ти, јас ќе го побарам рецептот на денот, за да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Пилешки стек со карфиол. 500 грама пилешки стек, 500 грама карфиол, 500 мл неутрална павлака, едно лажиче путер од кикиритки, масло по потреба, сув зачин, сол и лук во прав и кари по вкус. Значи, тоа беше рецептот на денот кој што ни го подготвува нашиот пријател Сашо Николовски. Но јас реков да не дојде сам, да ми дојде со двете принцези, бидејќи јас сакам да ми отпеат песната Мајка. Ајде да ги повикаме Јована и Илина, вака двете заедно, ве Гушка. Како сте ми? Добрички. Убаво ми изгледате, како и секој пат. Тато си го знаете, тој ќе оди кај тавчето, а вие овде сакам да ве запрашам како сега малку повеќе сте популарни. Од многу песни веќе имате, нели? Па да, имаме повеќе, бидејќи нели уште од мали пееме, сега е малку поинаку, веќе не ни се детски песни, туку веќе тинејџерски, така и интересни и дај Боже да бидат оние што се вели најпрофесионални. Сега јас ќе ја барам песната која сакавте да биде изненадување за мама, но ќе биде за сите мајки подарок од нас преку етерот на Канал 5 телевизија. Ајде ја бараме Мајка и Јована и Илина. И
вака ќе ве гушнам пак двете. Вака. Ова песна требало да оди на детската Евровизија. Да знаеш, маестро. Следниот пат повели и ти од оваа страна. Семејство Николовски. Специјалитетот беше убав, овој проверен така, нели? Така. По гаснење на камерите ќе пробаме сите тука да ручеме. Требаше можеби една китка малку да му додадеме магданост, но не ни дотекна, бидејќи бевме многу возбудени за оваа денешна наша емисија. Имаме подарок. Овој подарок е од Пека Беско за вас. Благодариме. Семејството. И имате исто така подарок од нашите пријатели од МОС, кој што има внатре ваучер да си одберете нешто што ќе ве подсетува на ова наше другарување. Благодариме. Благодарим. Бевте прекрасни. Благодарам за убавиот рецепт, благодарам за твоите песни, но најголемото благодарам е за мајка. Така. Да, и ве поздравуваме позади камерите. Така, мама ја поздравуваме. И сите мајки. Да. Ете така. Многу убава песна, емоција и буди. Знам дека ви бевме интересни, драги наши. Тука сме пред самиот крај и се надевам дека ќе не гледате и во репризното издание. Ставете ни лайк, коментирајте на нашиот Facebook профил и се надевам дека овој рецепт ќе го пробате и вие. Довидување, ве сакам.